Блог во 9 часот го започнуваме со инспиративна, убава, позитивна, приказна. Ајде да зборуваме за убавите нешта дека сепак се случуваат, доколку бидете истраен. Имате визија, желба и мисија самиот за себе, знаете каде чекорите. Патот може би поспоро, но секогаш се отвара. Секој труд се исплати. За ништо случајно. Првото издание на книгата во која што читаме за Нина Ангеловска, мојот соговорник денеска. Добро утро. Добро утро, добро најдов. Ова ми е воедно прво гостување на утринска за книгата. Да, и печатеното издание излезе вчера. Да, нема ништо убаво од овој мирис. Да, тоа се тие заљубеници во книгата и во пишаниот збор. Нина, споделуваш твојот животен пат, ја споделуваш твојата животна приказна во ништо случајно и нека биде патокас, нека биде инспирација, нека биде мотивација дека треба труд, треба работа, но таа се исплати на крајот. Па, да, нели, треба многу да се вложиме. Пред се, како што кажа и ти, треба многу труд, треба многу работа. А треба, затоа поднасловот на книгата е кога подготвеноста ги среќава предизвиците, треба да бидеме подготвени за предизвиците. И јас се надевам дека книгата ќе охрабри многу луѓе кои што ќе ја прочитаат, да се охрабрат, можеби да направат некоја промена која долго време сакале да ја направат кај себе и да бидат похрабри во прифаќањето на предизвиците и препознавањето на можностите кои ни стојат на патот. Ништо случајно. Насловот произлезе по пишаните текстови или од самиот старт знаевме дека или знаеше дека ништо не е случајно во животот, дека за се треба да дадеш од себе. Па, нели, и ти кажа дека ништо не е случајно во животот, често викаме кога сакаме да кажеме дека работите кои не се случуваат, одлуките, постапките, се некако поврзани и имаат причина, иако во моментот можеби не можеме да ја видиме. Нели, затоа и другата изрека е се случува со причина, викаме. Луѓето кои ги запознаваме, можностите кои ги прифаќаме, предизвиците кои што ни се појавуваат, викаме се со причина. Меѓутоа, нели, за да се случат тие околности, можности, треба да сме подготвени. Тоа што го правиме денес, нашиот карактер, нашите постапки, креира таква околина за да ни се отвараат нови можности, навидум случајно, меѓутоа, нели, не без да вложиме труд, без да сме подготвени, да ги препознаеме. И тоа е всушност заедничкиот именител на мојот пат. Тоа е кој што навидум е случаен и спонтан, меѓутоа тоа е благодарение на тоа што сум била подготвена, што сум работела, учела постојано да креирам таква околина за подготвено да ги дочекам случајностите. И насловот дојде инаку на крај, не дојде на почеток. Книгата имаше друг работен наслов. Всушност немаше на почеток работен наслов, затоа што и не знаев дека пишувам книга кога почнав. Почнав да пишувам месец дена пред да кажам на било кого дека пишувам и тоа почнав да пишувам како терапевтски, како да си ги раскажувам моментите од животот. Лесно ли на душата тоа? Па, мене ми беше начин, имав малце послободно време, излегов од Ананас, се вративме од Кина, имав малце време за да го искористам за себе и тоа време го искористив за да правам лична рефлексија, затоа што имав чувство дека премногу сум поминала, а некако не сум го тоа доживеала како да било тоа некој мој претходен живот. Еднаш тоа пишувам и во книгата со Виктор кога се запознавме со мојот сопруг. Се возевме во кола и ме праша за некои моменти од животот и отворив на Google Photos да гледам слики за да се навратам на нешто да му кажам кога било. И сватив дека многу од работите што ги гледав не се сеќавав. Луѓето кои ги гледав моментите, градовите дека сум била таму. И тоа беше затоа што 15 години живеев пребрзо, во постојана продуктивност, постојано да се испорачуваат резултати и кога сте во таков мод брзо да испорачате во единица време да се фокусирате на резултатите, мислам дека се изолираме од тоа што за дадениот момент не е круцијално или неопходно да го меморираме или да го почувствуваме. И затоа тогаш, пошто нели сватив дека многу од работите не се сеќавам, дека сум ги проживеала, оваа книга беше всушност моја дозвола за тоа. Прилика да си дадам да се вратам на работите и додека пишувам за тоа, викам испадна многу повеќе од раскажување приказна, испадна потерапевтско да ги на некој начин повторно почувствувам и проживувам работите кои што сум ги поминала, а не сум ги проживеала соодветно и со емоции. Добро, сега това друга позадина, кога и толку искуство, кога ќе се погледне назад на животни одлуки, кога ќе се погледне назад на вистина голем пат,
на постигнување, на успеси, ќе се видат и многу солзи, ќе се видат и многу моменти кога леле треба да се повлечам, треба да се откажам, моменти кога сега стисни заби, сега е моментот, сега ќе издржиш и какво е чувството сега? Дека се вредело? Да, јас кога ќе погледам наназад и пред да ја пишувам книгата, а и сега откако ја напишав, па немам никакво кајање. Поише викам не вредеше, поише викам no regrets, дека се што сум направила, до сега сите одлуки кои што сум ги презела, сите предизвици кои што сум ги прифатила, ние на крајот на денот сами ги бираме борбите кои ги водиме, затоа што нема успех без борба, нема добри работи без да вложиме напорна работа. И денешен аспект не се каам за ништо, затоа што сите тие работи, иако ќе видите, ако ја прочитате нели книга, дека многу од работите ми биле тешки, односно дека патот не бил лесен. Особено за жените, секогаш патот е потежок од... Да, но сите тие работи направат тоа што сме. Да, за жените пишуваме во книгата и за мајчинството и за жените кои пробуваат да балансираат. И мислам дека можеме многу, но треба да дадеме многу повеќе од маш. Исто така, во книгата можеби ќе се пронадат жени, но ќе прочитате и дека не можеме се во исто време, но тоа не е слабост, тоа е реалност, затоа што животот е доволно долг за да постигнеме се што сакаме. Да, така е. Да, се согласувам за тебе, да. Животен момент кој што најсилно те обликувал, те знам од почетоците. И преминавме на тиот и стварно долго време се познаваме и толку ми е драго што позитивнава приказна ја прикажуваме, затоа што сакам да биде мотив, сакам да биде реалноста дека може да се успее. Реалноста е дека може да се успее, да. Што беше едно прашањето, прво кој е била најтешок момент? Не, момент кој што најмногу те обликувал, да. Па ако почнеме од, мислам дека сите одлуки кои ги носиме не обликуваат, сите одлуки кои ги правиме и помали и поголеми, да, пошто некогаш збирот мали одлуки прави голема промена на нашиот пат понатаму. Прво е Групер кој што ме обликуваше и одлуката да започнам бизнис веднаш по дипломирањето. На колку години беше ниното? Само што дипломирав, бев абсолвент на 21 добив наградата на надпревар за најиновативен бизнис план, кој што беше потек да веднаш започнам бизнис. 22 имав кога го лансиравме Групер и тоа беше дефинитивно одлука и потфат кој што ме обликуваше понатаму и Групер има централно место во мојот кариерен пат и сите предизвици кои ги поминавме. Сите одлуки си не обликуваат кои ги носиме и помали и поголеми. Одлуката да тоест најхрабрата одлука која што ја донесов и најтешката да влезам во владата беше друга одлука која што дефинитивно ме обликуваше на друг начин и од сите тие научив многу. Одлуката за животен партнер е одлука која што верувам дека сите нас најмногу не обликува во животот и не менува. И така да задоволна сум со сите одлуки затоа што од сите тие излегуваме една верзија од себе која што е по-силна, по-сноводлива, повеќе знае да се справи утре со предизвици и мислам дека клучот е да се сакаме верзијата од себе, но и да знаеме дека секогаш можеме подобри, да се трудиме да бидеме подобра верзија од себе. Се согласуваш ли дека има вистина во тоа дека секој сам си ја креира среќата или за среќа треба ништо плюс? Па делумно да, затоа што дел од околностите не можеме да ги се надвор од наша контрола да речеме или не влијаеме. Меѓутоа за многу поголем дел, мислам дека повеќе отколку што мислиме, можеме и влијаеме и тоа со нашата начин на гледање на работите, со нашата одлуки, нашата перспектива. Што е тоа што денеска ние го правиме, ќе ни отвори случајности, односно нови можности утре. И се нека рекол дека, там е една од омилените изреки, дека среќа е она што се случува кога подготвеноста се среќава со можноста. И мислам дека тоа е и заедничкиот именител кај мене, дека можеби бев доволно среќна да бидам подготвена за можностите кога доаѓа. И ако го прочитате и поднасловот на книгата, е всушност кога подготвеноста ги среќава предизвиците. Добро, доволни мотивации да се прочита уште денеска. Отвараме теми. За успех треба повеќе работа или храброст? Треба двете, но храброста јас не ја гледам како отсуство на страв, туку како подготвеност. А за да сте подготвен, треба работа. Така што работа мислам дека пред се, потоа доаѓа и храброста во форма на подготвеност. Цената на успехот
Во мојот случај, мислам, цената на успехот кај сите нас е дека треба да вложиме многу притисоци, сумнажи, дилеми, периоди кога ви е тешко. Еве, јас кажав дека не сум се сеќавала на одредени периоди затоа што сум морала емотивно да се изолирам за да ги постигнам, меѓутоа можеби најголемата цена на ова би била брзината, во смисла на тоа дека морав многу брзо да живеам, брзо да работам, брзо да постигнам се во дадена единица време и дека таа брзина колку што ми донела резултати ми одземала спомени. Така што цената кај мене е брзината во форма на многу брзо живеани години во таков период, за да еве сега имам прилика да се навраќам на тој. Ако сега те вратам назад, што ќе кажеш на 21 годишната Нина? Па не многу. Ја на почетокот кажав дека немам кајање за одлуките што ги донела и предизвиците што ги прифатила, така што тоа што си го кажувала во тој период било соодветно. Си го направила својата. Што сакаш луѓето да не само да почувствуваат, што сакаш да понесат со себе од книгата? Која е целта? Што буквално сакаш да остане во нив, да пренесеш? Па реално сакам да се охрабрат од книгата, но мислам дека различни групи на читатели ќе понесат различна порака и ќе се пронајдат на различни страници од книгата, бидејќи книгата е и за предприемачи, и за лидери, и за менаџери, и за млади луѓе и студенти, и за луѓе кои што можеби во даден период не знаат каде одат, и за жени кои пробуваат да балансираат, и за мајки, и за љубители на мемуари, едноставно луѓе кои што сакаат да читаат лични приказни. За сите нив има по нешто во книгата, и тоа не е затоа што сакав да пишувам за сите, туку затоа што животот може да се низ толку многу различни светови да сватив дека имам многу што да кажам за секој од тие. Така што, ако сте предприемач, ќе прочитате дека идејата е најевтиниот дел од бизнисот, изведбата е скапа. Ќе прочитате дека конкуренцијата не ослабнува, туку не дисциплинира. Ќе прочитате дека брзината е многу важна, но инфраструктурата го одржува растот. Имам споделено и за грешките и падовите низ развојот на Групер. Ако сте лидер, ќе прочитате дека лидерството не е само во стандардите кои ги поставуваме, туку и во просторот кој им го оставаме на другите да дишат. Ќе прочитате дека микроменеджментот, иако доаѓа од најдобра намера и големо внимание за детали, понекогаш го гуши тоа што сакаме да го изградиме. Ако сте жена која балансира, кажавме, но ќе прочитате дека можеме многу. Ако сте жена што балансира со лесно. Да, но ќе прочитате дека можеме све, дека реалноста е таа, дека треба да дадеме многу повеќе од маж се уште, дека се уште живееме во машки свет, и дека едноставно животот е доволно долг за да постигнеме се. Во дадени периоди ќе имаме различни приоритети и тоа е во ред. Не треба да се чувствуваме виновни за тоа, треба едноставно да ги одбереме приоритетите и да се посветиме во различни периоди на различни работи. Ако сте љубител на мемуари, ќе прочитате приказна искрена и вистинска, која што не е само за победите, туку и за слабостите и за падовите. И едноставно сакам читателите кога ќе завршат, кога ќе затворат книгата, да се почувствуваат охрабрени да направат некоја промена, некој нов чекор и да видат дека зад секој успех стојат и дилеми и сумнажи и дека стои човечка страна која што сите ја имаме. Јас само посакувам да успешните приказни да добиваат простор, успешните приказни да добиваат место на пиедесталот, да бидат и да се поддржуваме меѓу себе, и само така ќе станеме подобра верзија од себе. Така и тоа посебно жените да се поддржуваме една со друга, затоа што многу често проблемот не се мажите, туку се жените сами на себе. Индивидуално. Да, затоа убаво кажа и дополнувам дека посебно треба да се поддржуваме. Мислам дека и се надевам дека на читателите ќе им се допадне. Сакам да се заблагодарам и за приликата да гостуваме и да разговараме. Сакам да се заблагодарам на сите читатели кои што ја нарачаа во предпродажба, бидејќи навистина ги надмина очекувањата и на издавачката куќа 3. Јас немав искуство претходно и немав некои посебни очекувања, иако ќе видите во книгата дека многу пишувам за високите очекувања кои ги имам од животот и од себе. И еве користам приликата да споделам дека промоцијата ќе биде на 3 јуни следната недела, а после промоцијата читателите ќе можат да ја најдат книгата, веќе ќе биде достапна и во книжарниците на сите продажни места на 3 и во сите други поголеми книжарници низ Македонија.
Нина, ти благодарам што пред промоцијата го сподели ова со нас. Ти благодарам што твојата животна приказна се сподели прво тука. И навистина ми беше чест и задоволство и да, со нетрпение сакам да прочитам, поради тоа што и дел од твојот животен пат го знам од почетоците. Така што те поддржувам и само напред. Фала ти многу, Јована. Нека отвори ова пат. Фала на приликата и голем поздрав до гледачите.